Сосема кратко за јавноста. Ете во последните неколку седмици кога разговараме за избор, дали на јавен обвинител или на председател на регулаторна комисија, ставовите на вашата политичка партија не одат во насока дали тоа лице е компетентно или не. Напротив, слушаме дека се лица со импозантна биографија и ја разбирам дека ете политички интерес да се излезе тука, да се инсинуира одредена теза да се направи во јавноста, но треба мислам дека да зборуваме по факти и по аргументи. Председател или член на регулаторната комисија за енергетика се бира исклучиво по членот 17 во Законот за енергетика и таму се пропишани условите. Ацо Ристов не постои услов кој што не го исполнува. Ниту еден од тие услови кои што се пропишани таму, Ацо Ристов во овој случај не го исполнува, односно ги исполнува сите можни услови кои што се наведени во законот. И сега кога зборуваме за да направиме разлика, јас во минатиот парламентарен состав, заедно со колечките кои што ги спомнавте, гласавме за 3 предлога, кои што владата поддржана, нели вие бевте во едно време и министер и премиер, заедно со ДУИ, испратија 4 предлога, од кои што почитувам господине Спасовски, тие 4 предлога не исполнуваа по минимум 2 услови од законот. Дали беше за работно искуство, дали за членување во политичка партија и така натака, но тие лица не ги исполнуваа условите. И знаете ли што се случи? На сила ги изгласавте, тие лица станаа членови на регулаторната комисија и потоа носеа одлуки во кои што еве јас ќе искористам оваа говорница да повикам некој од обвинителството да ги преиспита и да види како може лица кои што не исполнуваат услови да бидат членови во тоа регулаторно тело. Напротив, мислам дека има и некој од вашата пратеничка група кој што е тесно поврзан со одреден член на регулаторната комисија кој што заради фер и коректност не сметам дека треба да биде соопштен. Понатаму, ако зборуваме за лицето конкретно, ја лично сметам дека и како заслужува да биде председател на оваа комисија, биејќи пред и над се има 3 децении искуство во оваа област. Тоа е една работа. Втора работа, има знаење и докажал во работењето во таа област дека има општествена одговорност, но има и општествен авторитет да извршува оваа функција. Така да, ворете тоа што вие го кажувате, јас го разберам како политичка потреба, но на крајот од денот, се додека вие имате одредени забелешки од оваа природа, кои што ја не сметам дека се можеби нелегитимни, а се додека лицата кои што се предлагани да бидат председатели на или членови на одредено тело или во било која друга инстанца што именува собранието, вие немате забелешка за сивито, јас сметам дека е во ред. Бидејќи ние предлагаме лица кои што се квалитетни, кои што имаат соодветно образование и на крајот од се, и што е најважно, ги исполнуваат условите од законот. Ако сакате, можеме да зборуваме и за имиња кои што и претходно биле предложени. Но ова лице има капацитет, има квалитет и уште еднаш во споредба со тоа кој што вие го предлагавте, ги исполнува сите услови од законот. Благодарам.